Ти кој што цел ден устата ти е пуна со криминал и корупција. Белата палата на кој што седиш, од урбанистички план, од темел до крај ти е направено од криминал и од корупција. Цело време збори за кривичен прогон. На крај не му паѓа да зборува за граѓанскиот суд, каде што граѓаните се судат, каде што губат предмети, каде што се управо и така натаму и така натаму. Значи уопште не го интересира граѓанскиот дел. Него го интересира он да се добере до органите на прогонот, до обвинителите и до судите, да своите политички противници ги става во затвор и ги мачи, исто како што прави овие претходните. Он не го интересира да направи нешто реформа, да обезбедиме повеќе суди, да се обезбедат повеќе средства, да се бават повеќе резултати. Гледате, граѓанскиот суд го спомнали некогаш. Како вчера, така денес, така утре пак. И ви велам вас, само тоа знам. Само тоа знаат и едните и другите. Она што го правеше Заев 2016, 2017, 2018, тоа е исто тоа. Овој ке скока, ке рипа, вака како што рипа, додека не почнат да се јавуваат предмети од неговиве сега што се на власт. Како што му се јави на Заев Бокија, ќе му се јави некој и него, и тоа ќе се измеше, нема да знае кај се наоѓа. И ја не знам зошто му ќутат обвинителите, му кажат, ти гледај си твојата работа. Сите ние треба да седиме како глучиња во дупка, ти си бил премиер на оваа држава. И ти си имал право да збориш за криминал.